Во функција на заштита на интересите на своите членки, а со цел изнаоѓање најдобри решенија, Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, согласно јавно-приватниот диалог со владата, на седницата одржана на 7.6.2012 година констатира дека негативните тенденции во македонската економија продолжуваат и понатаму. Клучен фактор за намалување на економската активност покрај намалената побарувачка одстранство е и хроничниот проблем со неликвидноста, како и високиот степен на внатрешна задолженост. Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија оцени дека годинава ќе биде тешко да се задржи нивото на економски активности од минатата година, доколку не се преземат одредени мерки за поддршка на производниот и извозно ориентираните компании од реалниот сектор. За таа цел, бизнис заедницата предлага ги дава следните сугестии за размислување. Имајќи ја предвид загрижувачката на ликвидност и внатрешната задолженост на македонското стопанство, неопходно е во соработка со владата на Република Македонија и Народната банка на Република Македонија да се разгледаат можностите за изнаоѓање соодветни решенија на тој план. Примена на мерки за заштита на домашното производство, кои во кризни услови добиваат се поголемо значење. Трето, обезбедување на потрошувачки кредити со субвенционирани камати за набавка на стоки за широка потрошувачка на домашното производство. Четврто, формирање на гарантен фонд за обезбедување дополнителни гаранции кои на производните претпријатија ќе им овозможат полесен пристап до кредити при аплицирање кај комерцијалните банки. И пета, поттикнување на стопанските активности преку целосна реализација на капиталните инвестиции, при што јавните набавки да бидат целосно ставени во функција на активирање на домашните компании, водејќи сметка за почитување на правниот систем и преземените меѓународни обврски. Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија е на мислење дека доколку дојде до влошување на ситуацијата, ќе биде неопходно да се разгледа можноста за преземање на вертикални мерки во одредени сектори кои се носечки столбови во домашната економија.